Добар ден и добре дојдовте. Ова е новото издание на Fair Play, кое од оваа недела ќе го гледате во овој термин 16 часот и 30 минути. Веднаш после оние содржини посветени на најмалите, иако јас би рекла дека се интересни и за сите нас, односно и за возрастните. А сега е време за нова спортска тема, овој пат тоа ќе биде одбојката. И би рекла сосема оправдано, заради тоа што на нашата машка и женска сениорска одбојкарска репрезентација им предстои исполнето лето, ќе имаат многу надпревари, многу надпреварувања, дел од нив ќе можеме да ги гледаме и во Македонија, меѓутоа нив им е потребна подготовка за сето тоа што ги очекува. Кај дамите во фокусот ќе биде настапот во Сребрената Европска лига, додека машкиот тим ќе се надпреварува во Златната Европска лига, а ни предстојат и квалификациите за ново посакувано четврто поред учество на Европското првенство во 2026 година. Епа како ќе се одвиваат сите тие нешта, дали и момците и девојките се подготвени за тоа дека ќе бидат ангажирани летово и можеби повеќе ќе играат одбојка отколку што ќе одмараат, тоа ќе го дознаеме во следните минути во студиото на Fair Play. За кратко пречекуваме двајца репрезентативци, една дама и еден одбојкар од нашиот македонски сениорски тим. Fair Play стартува сега. Како и вообичаено, така и ова лето македонската јавност ќе има прилика да ужива во одбојка и да навива за нашите најдобри одбојкари и во машка и во женска конкуренција. Затоа секогаш е чест кога во студиото за гости имам репрезентативци на Македонија без разлика за кој спорт станува збор, а денеска ги имаме двајца заради тоа што веќе најавив и машката и женската одбојкарска репрезентација на Македонија ќе имаат долго лето и ќе бидат навистина ангажирани. Што се ќе се случува, ќе дознаеме од Симона Стојановска и Александар Љавтов. Добре дојдовте во Fair Play. Добре најдовме. Одбојка не ни е многу често тема во емисија, можеби заради тоа што нема толку многу често големи случувања кај нас, но со оглед на тоа што каква ни е сцената, па и можеме да се пофалиме со добри големи настани. Ајде прво да одиме со тазе титулите, ќе дадам предност на дамата. Ни се случи пресврт на женската сцена и титулата не замина оному каде што неколку години поред беше, туку сега Јанта Волеј има шампионски статус. Па верувам добро е чувството. Па да, навистина е добро чувството, особено кај нас барем во тим на некој начин интимна шега ние дека веќе ова го загубе финале, ќе ми беше 20-то сребро во мојата кариера, со што до некаде изненадување ми дојде да го гледам тој златен медал, но сите медали јас подеднакво си ги почитувам без разлика какви се, бидејќи тие за мене представуваат како некој начин како доказ пред мене за се она што сум го работела во текот на годините. Тимот со кој што сум го работела, тоа стручниот штаб, целокупниот однос што го имаме меѓу нас, публиката која што доаѓа да не поддржува на терените, која што извојува време за да дојде тука за нас, го гледам токму преку тој медал. Така што цело тоа време кое што сум го жртвувала и се е доказ дека работата која што ја вложувам во се на крај може да се исплати. Да, убаво рече се важат, се разбира сите медали, но поинаку е кога е златен, кога си прв. Како ја оценуваш сезоната? Ви беше тешко да се изборите за овој статус или полесно од очекувањата станавте шампионки? Па не може да се каже дека ние влеговме уште од одма како фаворити во сезоната, бидејќи баш сметам дека оваа сезона беше најнепредвидливо кој би можел на крај да стане шампион. Со што како што течеше сезоната, да, ние можеби бевме први на табелата од прва лига, но сите надпревари завршуваат тесно, со што секој надпревар можеше да биде на секоја страна победа. Така што еве на некој начин ние всушност го изгубивме и купот. 3-2 во 5-ти сет на разлика го изгубивме, баш потешко ме погоди тој пораз, но мило ми е тука со нашиот тим што успеавме всушност да се издигнеме на некој начин и лигата да успееме да ја освоиме. Да. Александар сега да каже како е вообичаено кога ќе дојде лето, не оди на плажа, туку има собир со репрезентација. Која година веќе поред ти ова? Имаш долг стаж. Може би 2013-та, не знам, 14-та, така некако. Браво. Така некако. Секој лето е резервирано за македонската репрезентација. Така да, тоа е
не само во одбојката, во сите професионални спортисти кои што играат за репрезентација. Однапред година дена и си го знаат распоредот и ангажманите, да. Распоредот на преварите, тренизите, така да ништо ново. Тоа уште кога влезе во Телма некако те прашав повозрастните кои што сте поискусни во репрезентација, дали можеби оваа сезона воопшто си го поставивте прашањето треба ли да одиме пак, ќе одиме ли пак или тоа не е дилема? Прашањето за желбата да се игра за националниот дрес никогаш не дошло до знак прашање, затоа што сите тие, да речам, од кога јас влегов во репрезентација, се сменја тука некои играчи, ама тие во глобала 20 репрезентативци сме од почеток до ден денес, така да затоа и сите тие резултати што ги има постигнато македонската репрезентација во одбојка се плод на таа желба, на таа волја кај играчите да играат за националниот дрес и да ги да направиме такви резултати. Да, списокот го видовме деновиве, сите звучни имиња се уште се таму, така што не радува дека повторно ќе бидете тука. Инаку сезонава комплетираше во Грција. Така да. Како си помина како македонец во Грција прво? Па искрено немав никакви проблеми. Бев во клуб што е со голема традиција, во ПАОК, што блиско во Солун, што беше многу блиско. Сите викаат, во Солун играш ептен убаво, блиско ти е, јас си дојдов само 2 пати, тоа за еднаш дојдов 1 ден, првиот пат дојдов 2 дена, така да поради обврските, немање слободно време, утакмици, тренизи, немав слободно време да дојдам. Но сезоната помина доста добро, игравме 2 финалиња на куп, ги изгубивме, тоа се 2 сребра и во лигата игравме полуфинали и изгубивме од Панатинаикос. Така да можам да кажам една многу добра сезона, исто да го поздравам тренерот Јошко Миленковски, кој ни е селектор сега. Заедно работевме таа година, така да помина све супер. Си помина убаво. Каква им е сцената, уште малку бидејќи спомена други клубови, познати се по нивните ривалства, познати се дека имаат супер навивачи, ја сакаат одбојката, следат над превари, како тоа изгледа таму? Да, порано, нели, кризата во Грција сите знаеме, порано одбојката во Грција беше на многу високо ниво. После таа криза падна финансиски, нормално нема, но сега исто се враќа на одбојкарската сцена многу, како да кажам, многу брзо. Ривалството Олимпијакос, Панатинаикос и ПАОК, секоја такмица во трибините има гледачи, но многу и навивачи. Знаеме од кошарката како они навиваат, така исто и во одбојката, така да многу добро, особено тие 3 ривали кои играат, многу убаво чувството да се игра. Нема проблеми надвор кога се излегува безбедност? Никогаш. Не оди до таму приказната, така? Тоа, добро. Нормално знаеме сите, кои идаме на одмор, знаат да преговарат, да кажат Скопје. Особено во некои мала, каде што ПАОК и неговите навивачи доминираат. Но знаат дека јас сум отишол таму, ги брана боите на ПАОК, сум прифатил тоа да го правам и немав никаков проблем, ни од навијачи, напротив ме ценеа, кај да ме видат, ме поздравуваат, се сликаат, така да се чувствував многу добро, никаков проблем немав, така да се беше во најдобар ред. Симона и начинот на кој што стигна сега во овој момент да игра за Јанта, со оглед на тоа што потекнуваш од Битола. Логично е веројатно да прашам што таму се случуваше кога ти беше помалечка, за да од сите спортови одлучиш дека сакаш одбојка.
Па знаете, во Битола ракометот е сушност спорт број 1, што значи до некаде и природно дојде дека јас ќе започнам да се бавам со ракомет, но не ми легна некако. Во тој момент не ни постоеше одбојка во Битола, никој не ни знаеше. Прв пат одбојкарски клуб воопшто се формира во 2011 година, со што јас некако природно почнав да тренирам во 2012 година. Начин на кој што моите родители ме воспитувале биле од секогаш дека важно е да се бавам со некаков спорт, бидејќи знаете дека спортот стекнува позитивни навики, начин на живот, начин на функционирање, начин на размислување, со што тие сакаа да ми го наметнат мене на некој начин да го научам јас тоа преку спортот. Никогаш не било идејата да стигнам до тоа ниво до кое што сум денеска, но трудот кој што сум го вложувала, нели жртвите кои што сум ги давала природно, нели доаѓа со жртвите и со кога го работиш тоа што го сакаш, резултатите ќе си дојдат сами по себе. Мене од секогаш приоритет број 1 ми било школото. Така што и кога дојдов в Скопје, природно беше јас дека ќе продолжам со факултет, а ќе се обидам да избалансирам колку што можам во мојот живот, да имплементирам и да можам и да тренирам одбојка. Така што до ден денеска мислам дека најдов некој добар начин да можам да го избалансирам и мојата кариера, мојот факултет и мојата одбојка. Така што да, денеска го гледам на некој начин всушност одбојката како професија и тоа што и денеска играм за репрезентација, тоа што сега треба да одвојам нели одреден временски период и за репрезентативните припреми, точно сум го испланирала уште од пред време, бидејќи сметам дека е всушност чест и достоинство да може да настапуваш за државата, така што и сите успеси што сум ги направила со спортот јас ќе ги почитувам и ќе си ги паметам секогаш. Но мора паралелно и други нешта, самата спомена, што е со образованието, што учиш, што студираш? Па имам завршено правен факултет. Паралелно на тоа и моментално и работам. Тешко е до некаде, нели треба да се избалансира тие сати наутро кога треба да одиш на работа, да завршиш, знаете како е во Скопје со шпица часовите, па да избалансираш по тој подолг тренажен процес вечерно кој што знаат да завршат тренизите во некој подоцнешни часови, но сепак како што кажав, си имам воспоставено некој систем каде што до некаде веќе ми ова мене и начин на живот, односно не знам за поинако, бидејќи гледате сега ни заврши сезоната, немаме поќе ангажмани од страна на клубски активности немаме, со што мене се уште ми е тешко да се адаптирам до некаде со слободното време што го имам. Многу слободно време со многу слободно време, не знам точно како се адаптирам, бидејќи се навикнав на тие обврски што ги имам и точно испланирано временски интервали за тоа како ми се одвива денот. Спортските гени од кого се? Знаеме? Не знам. Значи нема никој што се бавел професионално со спорт? Па мајка ми се бави до некаде се бавела како млада со спорт, но на ова ниво мислам дека сум единствена во фамилијата. Единствен професионален спортист, добро. Знам од прилика тоа како изгледа. Струмица е некако најтесно поврзана со одбојката, не е толку чудно да некој дете во тој град заврши во тој спорт. Меѓутоа ти некогаш си се двоумел околу други спортови или од секогаш било одбојка и тоа? Па ко мал сум, знаеш, другари тука во мало кажува и се запиша фудбал, па јас се запиша фудбал. Така имам тренирано фудбал, кошарка, ракомет исто малку. И не знаат, многу малку луѓе имам тренирано и борење. Борење? Така да, ама тоа било по месец-два. И после тоа исто имаше гимназијада во Струмица, тие училични игри. Тогаш стана шампиони гимназијата од Струмица, стана шампиони. И тогаш некако ми дојде повеќе желба да се запишам одбојка. Се запишав и така остана. Иако салата во Струмица, Партизан, легендарната, јас живеам одма кога ќе излезеш од салата, скалите во зградата кај што живеат моите родители, така да ете, тоа било плюс некој си околност. Нема кај да бегаш, излегуваш од дома и мора во сала да влезеш. Салата е пред тебе. Кажа на почетокот што се однесува до репрезентација дека многу години си таму, меѓутоа нештата за ваша, а и наша среќа се променија на подобро од тие години до сега. Ај малку да се подсетиме на тие времиња, да не ги подзаборавиме. Кога имавте далеко од идеални услови за функционирање, тренирање, а најмалку за патување. Кога беа тие сцени кога моравте со автобуси да одите по надпреварувања, кога термини немавте во сала, пред колку време помина од тогаш? Точно да кажам години не се сеќавам, пошто слабо ги памтам годините, но сигурно има едно 7-8 години кога почнавме за прв пат Македонската федерација пријави да играме, тога се викаше Европска лига.
не пријавија и направивме првата година некои резултати. И така видовме дека можеме да се носиме со репрезентации од Европа, што може да играме. И не пријавија наредна година. Но меѓутоа за такви надпреварувања треба подолги припреми, посериозна подготовка. Нашата федерација вложуваше напори, но не беа доволни очигледно. Желбата, како што кажав, кај нас имаше многу и не нас спречуваше ништо. Имаше како прво немавме хотели каде ќе идеме во некој хотел, ќе кажат имате резервирано, има собир во тој хотел, идеме во хотел, кажуваат нема доволно, не може да ве примеме, немаме доволно соби или не знам како. Идеме во сала на тренинг, салата зафатена, некој друг термин имал тренинг, мрежата не можела да се намести, такви работи имало многу. Еве, како што рековте, тргнавме да играме Final Four во Полска со автобус, патувавме 25 сати, не знам како беше, не се расипа автобусот, тоа го знаат цела Македонија. Повеќе станавме популарни по тоа, него резултати што ги правевме. Ние со такви услови игравме со Словенија, што е последните години игра на европските првенства, има финали, има сребро, има бронза. Игравме со Естонија, игравме со Полска тогаш исто добро. И исто беше она е сега светска сила, но тогаш исто играше во таа Европска лига. Ние правевме резултати со такви репрезентации, игравме финалиња, ги губевме, добро правевме сребро, но тие кога стигнавме ние после тоа патешествие со автобус, ние стигнавме, они беа веќе еден ден изморени, они беа веќе еден ден во хотелот, тренирани, тренирале во салата, одморени, а ние стигаме со автобус ден подоцна затоа што не се расипа, така да. Но ги пребродивте сите тие... Па ги пребродивме тие тешки моменти и еве сега можам да кажам дека условите последните години еве сега со авион патувате? Со авион патуваме, дури на пријателски такмици патуваме со авион, не може да кажам дека тоа се заслуга на нас играчи и на федерацијата што луѓе во федерацијата што работе исто што видеа потенцијал, видеа дека може да направиме некој резултат и сите заедно успеавме да направиме. Играме 3 европски првенства по ред. Последното европско првенство беше организирано тука во Скопје. Тоа беше празник и сум многу срекна што беше овде за луѓето одблиску да видат како вие изгледате на терен и влеговте меѓу 16-те најдобри. Најдобар резултат во историјата на Македонија, влеговме во 16-те најдобри репрезентации во Европа. Од како што тргнавме до каде стигнавме. Од расипаниот автобус. Од расипаниот автобус до 16 најдобри репрезентации во Европа. Морам уште ова кога имало такви неубави ситуации, се расипува автобус, се нешто излегува надвор од контрола, кој вообичаено бил најзадолжен да ја држи под контрола атмосферата, да направи забава? Се знае Дарко Ангеловски. Сега што ќе правиме што го нема на списокот Шаби? Шаби има своји обврски, инаку да го поздравиме и приватно, меѓутоа си има сега и нели нова работа и така натаму, но нема да биде дел од овој собир. Така што ќе ви недостасува, предпоставувам? Па ќе видиме, ќе недостасува, но таков е спортот. Секогаш мината година јас недостасував, има години кога некои играчи од повреда недостасуваат. Таков е спортот, така да ќе бидеме сигурно тука, ќе се појави. Ќе мора да дојде да направи забава, ако ништо друго, нели? Ако не ништо ќе дојде за кафе или за нешто ќе дојде, ќе направи некоја или па на социјалните мрежи или нешто ќе се појави некаде. Верувам, не се сомневам. И сега малку ајде и за девојките во репрезентација, ќе бидеме искрени дека помалку знаеме за вас и за вашата атмосфера, за тоа како функционирате, каква ви е комуникацијата со селекторот, дали имате добра атмосфера и хемија со оглед на сите карактери кои таму се на едно исто место, еве, затоа е добра прилика ти да ни пренесеш како е таму.
Па знаете, долги години не постоеше женска сениорска репрезентација. Главно се пријавува младински лиги, пионерско, кадетско првенство, сме настапувале на балкански првенства, но знаете, веќе на Балканот тука се најсилните репрезентации во светот, така што и не можеме многу да бараме резултати кога во група ќе ни се паднат Србија и Турција, што се всушност европски и светски сили. Така што пријавувањето на сениорска женска репрезентација до некаде ни ги отвори вратите да можеме и ние да покажеме дека всушност навистина поседуваме некаков квалитет со репрезентации кои до некаде се на наш ранг, што значи квалитетите нивни можеме и ние да парираме со нив. Така што еве оваа година со пријавувањето на женската сениорска репрезентација, ние навистина сметам, бидејќи самиот факт со тоа што прифативме ние како девојки репрезентација, бидејќи ретко која од женските се бави професионално со овој спорт, но бидејќи сите се согласивме нели да учествуваме на овој собир, значи дека и ние веруваме во она што го работиме, односно веруваме дека би можеле некако да избориме некој попозитивен резултат. До сега сметам до некаде дека не сме успеале, но сме прикажале добра игра, односно и надпреварите кои што сме ги губеле во сениорска репрезентација не сме ги губеле срамно. Односно сме покажале дека можеме до некаде да им парираме, така што и сега со системот кој што ни го наметна селекторот Пауновиќ, ние веќе сме навикнати на него. Сега кога ќе заминеме на припреми, знаеме точно што не очекува, што и тој бара од нас, што и тој знае кои се нашите квалитети. Да, веќе знаеме што не очекува, нема нешто да имаме некои нови изненадувања, така што и карактерите си ги знаеме меѓу нас, но знаеме дека ова е на некој повисоко ниво од нас, не гледаме индивидуално, гледаме да е најдоброто за репрезентацијата, за државата, така што сметам дека сите од нас ќе го вложиме нашиот максимум и дека на овие припреми ќе се покажеме добро за да можеме и да испарираме со репрезентациите и да можеме нели да се радуваме конечно и ние на некоја победа. Да, дај Боже да биде така. Имавте тешки два надпревари во квалификациите минатиот циклус, веќе не знам точно пред колку месеци беше, меѓутоа како и да е, мислам, верувам дека сепак и вие станавте повидливи за јавноста и луѓето следеа малку подобро што тоа вие правите каде играте. Начин за ние да можеме до некаде да ги покажеме нашите квалитети се токму преку Сребрената лига. Лани бевме пријавени само на квалификации на европска, пак ќе кажам и на европско првенство одат најдобрите неколку репрезентации што се во Европа. Тоа е мал круг, Сребрена лига е некој понизок ранг на надпреварување, каде што не се баш најсилните репрезентации, така што и пред 2 години бевме во пријавени во Сребрена лига, би рекла дека до некаде прикажавме некои позитивни резултати. Несреќен пораз ни беше репрезентацијата со Летонија, иако беше 3-0, едниот сет го изгубивме 31-29 и како што кажав, тоа неискуство што го имаме ние, потоа не можевме баш да се вратиме и да прикажеме истата игра што ја прикажавме во тој прв сет, па така и на крај заврши 3-0. А верувам дека доколку го земевме тој сет, би можеле нели на крај да стигнеме до победа, по потоа и наредните надпревари, поднесениот Еланиот таа жилба, би можели понатаму само да прикажуваме позитивни резултати. Така да се надевам на оваа година дека ќе тргне позитивно. Ново лето, нова шанса, па ќе видиме овој пат како ќе биде. Инаку за да биде едукативно малку и за оние кои што не следат, пред да стартуваме официјално зборувавме на тема дека во одбојката начелно не постои таква неизвестност или можеби шанса за некаков пресврт каков што гледаме, еве да дадеме пример во фудбал. И Македонија, да кажеме, против Италија успеа да се израдува и да шокира Европа и пошироко, сите да зборуваат за тоа, меѓутоа таму беше потребен само еден потек на еден индивидуалец за целата приказна се смени. Во одбојката е многу специфичен спорт, се игра сет до 25. Се игра 3 сета. Фактички на некој начин ти треба 3 пати да го победиш противникот за да извоиш победа. Така да во одбојката исто постојат многу елементи. Сервис, блок, напад, прием, одбрана, така да сите тие елементи кои играеш со некоја репрезентација што е, ајде да кажеме, и физички поспремна, технички поспремна, еве тие работи што ги изборевме, имаат подобри услови, се спремале, пример, ние ќе се спремаме месец дена, они се спремаат 2 месеци, имаат подобри услови, така да имаат лига подобра, пример, збориме за Италија, за Полска, они имаат лига на едно, тие се Италија, Полска, Турција сега најдобри лиги во светот, кој ги имаш, еве кој ќе споредам во Италија фудбалот колку е добар, Бразил, Шпанија, пошто имаат некака лига фудбалска. И сите тие играчи цела година имаат ростерни играчи што може да го дадат својот принос во репрезентацијата. Доколку е како нас репрезентации, ние имаме прво многу мал ростерни играчи. Тие играчи што ги имаме
во главно играме во странство. И таа е разликата некоја што може да ја дадам зошто кога ќе влезеш со некој пример Полани на европското првенство во одбојка овде против Полска игра финале на европското првенство. Да. Има олимписко злато, тие се најдобри играчи се таму, бидејќи клубско ниво таму има многу добри, ги имаат многу добри играчи и фактички ти не можеш што да бараш, не може. Евентуално може да земе сет и тоа ќе ти биде рамно на изнадување и на победа. Или изненадување, тоа што го кажував, да. Тоа е моето мислење и гледање на тоа. Јас би се надоврзала и на одредени работи што не може да се истренира, тоа се предиспозиции. Тоа особено во одбојката се многу битен фактор, бидејќи еве јас мојата позиција е среден блокер, доколку ги согледаме средните блокери од другите земји, односно најдобрите држави, нивната просечна висина е по 1,90 м. Јас сум далеко од тоа, јас сум 1,77 м. Јас сум најниска кај мене. Да, тие се колку високи колку тебе. Да, жените се високи колку машката репрезентација наша. И сега јас колку ние заедно со селекторот, нели, колку и да подготвиме одредена тактика, како ќе напаѓаме, како ќе постапиме, кога ќе ти дојде некој играч каде што е скока дупло повеќе од тебе, кога има дофат на топката пола метро над тебе, едноставно се во вода ти паѓа и се што си истренирал не можеш да го прикажеш во терен, бидејќи прво ќе тргнам од тоа дека не можам како да им парирам на тие играчи, бидејќи тие може да се и во квалитет класа под мене до некаде, да не провеличувам, но може и до одредени квалитети мои да се подобри од нивните, но тоа е тоа, предиспозициите си го прават своето и тие сметам дека се прв елемент до некаде во одбојката доколку сакаш понатаму да бараш некаков успех. Што најмногу на машката репрезентација мислиш дека и недостасува? Што висина, сила, брзина, например, нешто најмногу не недостасува, што можеби би ни било добре дојдено да имаме? Добродојдено би било да имаме поголем ростер на играчи. Да. Ние сме тие играчи цело време, значи може да се деси да имам јас лош ден, може да се деси Никола, може и сега кој ќе замени? Да, и сега кој ќе замени. Тоа мислам дека ни недостасува, не мислам дека знам дека недостасува, исто на тренинг не може да направиме некој си правиме да не можам да кажам дека момците, сите репрезентативци не вложуваат и не прават најдобро од нив, не дават најдоброто од нив на тренинг, но како што рече тоа е максимумот. Тоа е максимумот, таа е висината, на пример. Ние тренираме од другата страна играч некој што е на пример Столилиев или некој друг што е 190, играме против Русија сега не играме против Полска или против некоја друга екипа што од страна скока на блок што е висок 2,10 и што не можеш да го истренираш тоа на тренинг, на самиот тренинг. Така да тоа мислам дека недостаток со квалитети не сме многу и со техника и со сила, со све не заостануваме многу за другите, но ете можеби тоа некој си поголем ростер многу и недостасува на тоа на нашата репрезентација и тоа е поголемиот проблем и кога ќе еве уште некоја година јас, Никола, Ѓорги, Владо, Маџунков, не знам, да се извинам некој ако заборавам што планира да се откаже од репрезентацијата, нема кој да наследи. Тоа е многу голема болка и уште од сега. Уште сега, да. Александр, ти си меѓу македонските одбојкари кои што имаше шанса во кариерата и прилика да играш во најсилната италијанска одбојкарска конкуренција. Желба на многумина, меѓутоа нешто што не така лесно се исполнува. И сега би го започнала тој дел со тоа како всушност доби шанса да играш во Италија. Така, желбата, искрено кога почнав да се бавам професионално со одбојка, не ни мислев дека ќе достигнам до таму да играм во Италија. Но ете, патиштата некако се, или коцките се склопија, за да добиам понуда и да играм таму во Италија, во најаката лига во светот. Понудата ја добив, игравме Европска лига во Струмица, против репрезентацијата на Хрватска. Нивен тренер беше Мануеле Занини, кој подоцна ми беше тренер во Италија, тогашен селектор.
После утакмицата во хотелот во лобито седевме таму. Претходно јас играв 4 години во Бугарија и не се знаеше дали ќе останувам или нема да останувам таму. Имаше некои мали промени со раководството, со тренерите и не се знаеше дали ќе останам. Тука во лобито зборевме кои ми се планови за следната година, му објаснив јас, ме праша кој ми е менеджер. Еве во некоја случајност имав исти менеджер, работевме со исти менеджер. И ми рече, добро, ќе го конектираме с менеджерот, па ќе видиме што ќе се деси. Првата работа беше за во друг клуб, он кај што ќе биде тренер да ме земе со него, но подоцна ми се јавува менеджерот, вика, за Нини потпиша во Италија, дали би отишол ти таму, кажам, зашто ме прашував, што одма само нека пратат договор, финанси, услови не се толку важни колку што е желбата силна и да играм во Италија. И ете таа целата приказна како заиграв и како отидов во Италија. И сега како продолжува приказната, пак ќе се префрлам можеби на фудбалерите, кога фудбалер од некоја по-слаба или развојна лига, наеднаш ќе добие шанса да игра во топ 5 лигите. Редовно ги слушаме тие приказни дека не е воопшто лесно, дека доаѓаш на тренинги, гледаш еден сосема нов свет, дека време треба за адаптација, дека сите на некој начин се предобри и можеш да се трудиш да ги следиш. Какво ти беше твоето пристигнување? Таму беше, и јас играв во Равена, едно од, да кажам, послабиот тим во првенството, кој се боревме за опстанок, но тим што е во тој ранг, значи таму на тренизите беше ко утакмица на Европско првенство, значи на самиот тренинг ти ако не си 100% нема тука тренерот одма те трга на страна, почнува да ти објаснува, ти кажува од медицински аспект, ако те заболи нешто, овде имаш одма 3 физиотерапевти, значи третман одма на највисоко ниво, нема нешто на тебе ти е само да отидеш во сала, да тренираш и даваш својот максимум, значи од првата минута до крајот. Тешко ти беше? Многу ми беше тешко. Во тој момент ме се роди синот таму во Италија. Морав да балансирам и тоа. Но таму исто добив многу убав третман исто и за жена ми, за син ми во болница, така да се дешаваше. Тренирам сабајле, кидам до болница или до дома, саат, два, јадам, одмор и се враќам назад во сала. Таму е ко напишано правило, тренизите траат 2-2,5 сати, но ти мора да си намалку пола сат, 40 минути во сала, да се спремиш, да се загрееш, да влезеш во салата одма теретана. Така да, но ми помогна многу да видам. Тоа беше некој си предизвик за мене, да видам до каде сум, дали можам да се носам со најдобрите играчи во светот. Тоа беше таму, не знам, утакмиците беа атомска одбојка. Атомска одбојка, баш, значи не можеш да влезеш сега таа утакмица ќе изиграм ајде на рутина или на искуство, не може таму тоа, значи секоја утакмица мора да си 100%, ако не си на 100%, влезеш, играш и одма те вадат. Тренерот не ти дава воопшто шанс. Нема толеранција, така. Можеби е тешко до некаде прашањето, но имаш некакви желби, можеби, ако излезеш од Македонија, каде би сакала да имаш шанса да играш одбојка? Никогаш не сум го размислувала, бидејќи никогаш не сум ја гледала одбојката до тоа ниво да го достигнам. Знаете, некаде и како критика ќе го споменам, бидејќи, односно комплимент кон играчите што заминале странство да играат, бидејќи потекнуваат главно од спортски фамилии, што го размислуваат концептот на спорт и каде што го сваќаат делот дека тоа може да ти биде професија. Јас каде што доаѓам од град каде што спортот до некаде се гледа како трошење на време и сега уште од најрана возраст до некаде ти се те учат на тоа дека батали го спортот, фокусирај се на учењето. И кај мене никогаш не било тоа, но до некаде ти останува подсвесно. Така што доколку тие што сега ги гледаме како професионални спортисти започнали што од најрана возраст на 10 години нели тренираат и на 15 години се веќе тие изградени играчи, ние започнуваме да тренираме на 14-15 години посериозно, први искуства ги имаме на 18 години во некои посилни лиги, нели прва државна лига или надвор со младински. Тоа е веќе доцна. Да, и сега веќе е доцна, така што денешен аспект сметам дека и мене ми е задоцнето јас да си ја барам шансата, да запоставам се зад себе, да се фокусирам максимално на спортот и при тоа да очекувам дека финансиски
финансиски сето тоа ќе ми се исплати. Што значи за мене одбојката е ќе ја тренирам додека можам и се додека не ми попречува на некој начин на професионално ниво на она што навистина тоа со што кој ти што е ја се бавам, екзистенција, да, и од каде што имаш така што приоритетите веќе мене ми се поставени уште кога се запишав на факултет. И никогаш не размислував дека со одбојка ќе барам некаде да одам во странство, да си ги барам своите шанси, бидејќи знаете, професионална одбојка бара, како што каже Љавтов, целосен ангажман и са бајле и навечер, а јас моментално тоа не можам да си го приуштам до тој степен. Љавтов беше и во Дубај. Искуси каков е и животот и одбојката таму и сега искрено ќе ми кажеш кои се разликите, што ти се допадна, што не? Од аспект на живот, квалитетот на животот е најдоброто таму. Стварно, со фамилијата уживавме таму. Тие 9 месеци уживавме таму, бидејќи секој ден можеш да посетиш некое различно место, различни работи што никаде во светот ги нема, таму ги има. Во тој аспект е многу убаво. Од професионален план со одбојката таму одат зимаат 3 странци и се косторот на тие 3 странци треба да држат целата игра. Целата екипа. А одбојката не играат само 3 играчи, играат 6 играчи, така да и ако не изиграш една утакмица, 2 утакмица, добро, одма наоѓаат замена. Така да од тој аспект недостасува тоа уште многу, тоа професионално, тоа начин, тоест џентлменско однесување може би, така и култура према спортот. Ја нема таа работна култура да доаѓаат на тренинг пред време. Тренингот ако е во 6 сати, они доаѓаат 6 и 10 полека, пијат чај и се спремаат за тренинг, така да таа култура ја немаат они. Професионално многу задоцнуваат, но имаат финансиски, мокни се, може да платат, може да сменат. Се дешаваше во мојот клуб да сменат на коректорска позиција, да сменат 4 играчи, да сменат 3 тренери. Немаат концепција да вложат пари, кои што ги имат, да ги вложат, да направат план, проект. Можеме 3 години сега ќе функционираме така, не они сакаат да купат 3 играчи и да станат шампиони. Не им успева и ова година не им успеа, ги пратам сега многу. Мојот клуб исто купи 3 играчи, ги смени одма првиот месец, пошто изгубија првиот куп, него своја таму некако се нивни кралски клуб, така да од тој аспект се многу назад и ја нема таа култура и не знаат како да менаџираат со спортот, посебно со одбојката кај што сум јас. Како сега малку попрецизно ќе ви изгледа летото, почнуваме со девојките. Сите ќе се соберете на 15 мај во Струмица. И машката и женската селекција и ќе се подготвувате за своите нешта. Сребрена и Златна лига се први на програма, така? Мислам дека ние временски малце пократко сме заангажирани за разлика од мажите. Ние започнуваме на 15 мај, веќе на 30 мај ни е првиот надпревар, тој првиот турнир кој што се игра, кој што се игра во Струмица. Ова е важно да кажеме дека така ќе се игра во Струмица. Верувам струмичани ќе дадат поддршка, но и за другите. Од 30 мај до 1 јуни, значи добро, неколку денови се во прашање, меѓутоа тогаш може да гледаат во живо одбојка. Тогаш може да дојдат да не поддржат. Второ патуваме потоа на Фарски острови, каде што им гостуваме ние, вториот турнир се одржува кај нив и третиот требаше да биде во Израел, но поради ситуацијата во која што се наоѓаат моментално, исто и третиот турнир ќе се игра во Струмица, така што ќе има една богата недела, 2 во Струмица исполнета со одбојка. Ја поканувам тука и публиката, доколку има можности време да дојде да не поддржи, бидејќи тие ни се како дополнителен седми играч, ветер во грб, дополнителен елан и мотив да можеме заедно да успееме и сега што ќе го направиме е благодарение и на публиката и на нас. Додека вториот турнир имаме 1 месец пауза и започнуваме на 20 јули во Маврово ќе ни биде вториот подготвителен период. Тоа е веќе со европското првенство квалификациите, таму како што кажав немаме шанси, но мора да се одиграат тие надпревари. Првиот го играме, не сум точно баш сигурна. Не е толку важно да ги кажеме датумите, но тоа е во вториот дел, односно кон крајот на летото. Тоа е временски период од 20 јули до 9 август сме заангажирани со репрезентација и потоа секој како што си ангажиран си продолжува со клупските обврски. Добро, а мажите ќе играат Златна европска лига прво.
Добро, не почнувате на свој терен, туку на крај сте вие во Струмица. Да. Последниот турнир го играме во Струмица, мислам дека е 20 и 22. Добро. Почнуваме исто 15, имаме пријателска утакмица со Хрватска во Словенија. Се враќаме, првиот турнир е во Латвија, мислам, вториот турнир е во Словачка и последниот турнир го играме дома, пред домашен терен со Израел и со Црна Гора. Исто ги поканувам, ги замолувам моите струмичани да дојдат и да Сигурна сум дека ќе дојдат, да не бодрат. Тоа е првиот дел, вториот дел што е далеку поважен за нас како репрезентација. Желба за четврто европско. Така, желба за четврто европско. Играме против Грција, таму во Атина ќе се игра. Мислам дека е 13 август и последната е со Грузија, кој што ќе во Скопје, кој што ќе одлучува дали ќе идеме на четврто. Тоест, повеќе за нас, пошто таму веќе планираме против Грузија победа, а претходно против Грција треба да видиме. Тоа ќе биде најголемиот предизвик. Да, ќе биде, мислам дека утакмица на лето. Па добро, таму ќе има и притисок, но ќе биде и поинтересно. Ќе биде поинтересно. А ќе имате и мотивација. И плюс мотивација така против Грција во Атина. Се надам дека ќе извоиме победа и да не извоиме победа, мислам дека се два ни се доволни за да имаме оптимистци. Дека ќе бидеме на четврто европско. Сега ги знам, така е, сега ги знам, само да сме живи и здрави сите, без повреди, да немаме, да оди се по план, како што треба, мислам дека шансите не се големи. Да, значи важно е што си таму и ти, но и селекторот, така, затоа што знаете со кого ќе си имате работа. Селекторот уште повеќе, он е веќе таму 4 години, ќе остане и наредна 5, така да он ќе биде многу важен, така да се надевам дека ќе направиме убав резултат ова лето. Да не заборавам само, сега имаш и други повторно приватни обврски, меѓутоа рече доаѓам за репрезентација да играм без разлика на тоа, ќе станеш татко наскоро на второ дете? Така, ќе станам татко на второ дете. Меѓутоа тогаш во карантин ќе бидеш? Ќе бидам во карантин, но селекторот и федерацијата се запознаени со ситуацијава и ќе чекам повик. Ако треба одма од карантин, ќе треба да доаѓам овде во Скопје, од Струмица, се надевам дека ќе бидам во Македонија. Ако не бидам во Македонија, ќе биде потешка ситуацијата, но ја поздравувам жена ми и што ме поддржува во тоа. Ќе иде сама, па ќе се вратам јас, ќе бидам покрај нив, така да ете, се надевам ќе се заврши тоа се како што треба. Не сум ни прв ни последен. Тоа е сакав да речам, твоите колеги ќе ти објаснат како тоа изгледа. Така да, тоа е тежината на професионалните спортисти, така да тоа. Добро, верувам во убави нешта и верувам дека ќе имате радост и околу оваа тема, но и околу вашите резултати. Ќе ви посакам пред се добро здравје на вас и на сите ваши колеги. Праќам големи поздрави, искрено редовно кога играме одбојка во Скопје, јас сум меѓу тие кои што се на трибини, така што ништо, навиваме за вас и се надевам се гледаме за некои нови успеси на македонската одбојка. Се надевам, фала на победа. Да, благодарам уште еднаш што бевте мои гости, а на гледачите им благодарам за довербата и за вниманието. Потсетувам во недела, во следната недела, како и ова, Fair Play ќе гледате во 16 часот и 30 минути, а ние ќе се погрижиме одново да ви понудиме интересни теми. До тогаш ви посакувам се најдобро.